Уставно, правно, судството е поставено како независна, како трета власт. Се додека немаат сваќање за својата улога во системот, улога која што ќе значи заштита на човековите права, улога која што ќе значи брана од политизацијата, тие не може да го добијат заслуженото место. Држава во која што имате слаба опозиција има ризици во себе. Амнестирање на моќници, промовирање на принцип на неказнивост е нешто што прво го руши системот на владење на право, а второ ќе биде пречка и на нашиот пат кон Европска унија. Мислам дека ние како држава веќе подолг период ги чувствуваме последиците од застојот во европската интеграција и тоа го гледаме преку големиот степен иселување на граѓаните, незадоволство од квалитетот на животот во земјата, слабоста на испорака од државните институции кон граѓаните. Не сакам да мислам дека се работи за некој да профитира врз пациентите. Искрено, овие процедури, ево јас, например, сум видела лично пациент каде што е направен бајпас на нога, каде што нема потреба, неговата нативна природна артерија е проодна и теоретски пациентот во моментот нема компликација. Меѓутоа, поминал хируршки зафат кој можел да има оперативни, постоперативни компликации и теоретски во тој момент го загрожуваш и животов на пациентов, што е недозволиво. Гледајте го новото издание на Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.